Вратени се во една многу лоша состојба. Како сега понатаму ќе се реновираат и зашто ќе се користат овие објекти? Па добро, знаете дека општината подолг временски период води иницијатива да си ги врати спортските објекти кои што своевремено припаѓа на градот во сопствена надлежност за да може да планира реинвестиција во истите објекти, бидејќи како што и самите гледате се наоѓаат во очајна и многу лоша состојба поради неразчистени должничко-доверителски односи, исклучувани договори од страна на одредени субјекти кои што не ги исполниле своите обврски. Еден позитивен пример благодарејќи на директорот за јавното предпријатие за стопанисување со спортски објекти во Република Северна Македонија и владата на Република Северна Македонија наидовме на разбирање комплексот Соколана веќе ни е доделен и даден на трајно користење, а денеска ќе подпишеме спогодба за превземање на останатите 4 спортски објекти кои што денеска ги посетиме, а тоа е спортската сала во градот заедно со градежната парцела која што е во склоп на самата спортска сала, вклучувајќи го значи фудбалското игралиште и останатиот слободен простор. Втората локација е поранешното стрелиште во Куманово, кое што е комплетно руинирано, и третата локација е поранешен градски стадион. Во иднина општината ќе треба првенствено да ги заштити овие спортски објекти, а потоа и да изготви планови за реконструкција на истите. За спортската сала, како што знаете, веќе општината изготви проект за реконструкција, истиот не чинаше некаде околу 2 милиони денари и ќе можеме да имплементираме дел од тие средства. Добивме ветување од страна на владата дека веќе во следниот буџет следната година ќе се одвојат одредени средства и секако општината со сопствени средства ќе влезе во дел на реконструкција фазно во овој објект, додека на останатите преземаме обврска првенствено да ги заштитиме. Дел од постоечката инфраструктура, значи да ја заштитиме да не дојде до уривање и несакано повредување на лица кои што гравитираат тука и така фазно да наоѓаме стратешки партнери, дали по пат на јавно-приватно партнерство или понатамошно изнајмување на овие објекти, се со комплетни планови за реконструкција на исти. Ова нема да се случи значи преку ноќ. Тоа ќе биде значи еден процес кој што ќе трае извесен временски период, бидејќи самите објекти беа оставени на забот на времето со децении наназад и тоа не можеме да го смениме преку ноќ. Воедно имаме обврска сите оние диво изградени објекти кои што се во склоп на овие градежни парцели да ги урнеме и да оставиме простор за да може дополнително да се инвестира во реконструкција на истите. Дали тоа се извршува на гостителските објекти кои што се наоѓаат во спортските објекти? И дел угостителските објекти имаме и, како што гледате на лице место, и најгруба узурпација на простор и секако службите инспекцијски од општината до сега имаат спроведено постапка и за некои случаи ќе процесуираат и соодветни пријави против лицата кои што имаат направена узурпација на простор, додека останатите согласно одлуката на Советот се имаат усогласено, во моментов плаќаат на годишно ниво рента за закуп на земјиштето, останува значи да го дорегулираме тоа и откако ќе влеземе во фаза на изведба, секако ќе ги раскинеме и тие договори и за да можеме непрешено да работиме и инвестираме. Дали е направена можеби нека прилична проценка колку реновирањето на сите објекти ги чинело општина? Согласно градежниот проект за комплетно на реконструкција, санација и реконструкција на спортската сала, некаде предмет пресметката е околу 187 милиони денари и тоа се навистина сериозни средства. Најголем дел од тие средства се планирани системот за затоплување и за разладување на спортската сала е еден од најскапите делови во овој проект, но имаме намера градежниот проект да го редуцираме со цел да се постигне ефектна надворешна заштита од атмосферски води, а потоа дополнително да интервенираме и во самиот објект со менување на подот за да истата се оспособи, за да може да се одвиваат спортски надпревари, бидејќи не сите федерации сакаат да го прифатат објектот за да се одвиваат спортски настани, бидејќи истиот е дотраен и во најголем дел не исполнува нормативи за одржување на надпревари.